председател на владата на Република Македонија, академици, почитувани Република Македонија во самото градење на демократските процеси, како еден од главните. Почитувам председателя на Собранието на Република Македонија, господине Талат Джафери, почитувам председател на Евроатлантскиот совет на Македонија, господине Исмет Рамадани, почитувани представници на асоциациите од соседните земји, почитувани представници кои што сте од Министерството од соседството дојдени овде, заменик министер, ваши екселенции, почитувани високи гости, почитувани амбасадори. Република Македонија влегува во една исклучително значајна фаза во остварување на една од нејзините стратешки цели – евроатлантските аспирации до конечно членство во НАТО и Европската унија. Заради тоа, секоја активност која може да го помогне, да го мотивира, да го стимулира овој процес е од особена важност и представува благородна иницијатива. Токму затоа сакам на почетокот на ова моје обраќање да се заблагодарам на можноста да се обратам пред еден ваков почитуван и влијателен аудиториум. Истовремено, да им честитам на организаторите, Евроатлантскиот совет на Македонија, за овој настан кој придонесува кон остварувањето на оваа цел од врвен национален приоритет на Република Македонија. Посебно ми е драго што се обраќам на настан кој во својот фокус ги има младите, иднината на нашата држава и тема од суштинска важност за јакнување на младинскиот диалог за промоција на демократските процеси во духот на евроатлантските интеграции. Ова не е прв пат Евроатлантскиот совет да им се посвети на младите во контекст на нивната улога во остварување на големата цел на граѓаните на нашата земја. Да ве потсетам на само уште еден проект од пред 2 години. Евроатлантскиот совет организираше конкурс за избор на најдобар есеј на тема Македонија и НАТО во 2020 година за млади од 19 до 28 години. Има причина да ве потсетам на прво рангираниот есеј на Антоанета Ристоска во која таа вели: тргнувајќи од кардиналното значење на Северноатлантската алијанса како најголема безбедносна организација која се залага за заштита на слободата, територијалниот интегритет и општествените вредности на своите земји членки, разбирлива е тенденцијата на нашата држава да го насочи нејзиниот сеопшт прогрес кон добивање на членство во истата. Со стекнување на статусот како земја членка на Алијансата, Република Македонија недвосмислено ќе представува земја која поседува видлив кредибилитет, цврст вредносен систем, висока безбедност и сигурност, кои заедно со поволната економска клима ќе бидат вистинска мета на интерес на странските инвеститори. Во овој есеј, младата Антоанета ги наведува сите досегашни активности на нашата земја во програмите и мисиите на НАТО. Таа вели дека тие активности представуваат повеќе од цврсти аргументи за залагање на Република Македонија за обезбедување траен мир и стабилност како основен постулат на Северноатлантската алијанса. Почитувани, младите како Антоанета не се осамени. Тие сосема јасно ги препознаваат вредностите содржани во причините зошто Република Македонија ги определи членството во Европската унија и НАТО како приоритетни стратешки цели. За време на сите изминати години, Република Македонија со своето активно учество во мировните операции на Алијансата и светот ја презеде одговорноста активно да придонесува во заедничките вредности што ги делат земјите членки на НАТО Алијансата. Нашите граѓани се определија за градење на силна демократија, почит на човековите права, добро владење, работни места и образование, за градење на кохезивно општество како стратешка инвестиција. Почитувани, реков, секој придонес во оваа фаза е важен, но уште поважни се пораките што ни пристигаат од граѓаните, во овој случај од нашите млади сограѓани. Истражувањето што го спроведе Евроатлантскиот совет како дел од оваа конференција зборува за очекувањата на младите од зачленувањето на Република Македонија во Европската унија и НАТО. Близу 60% од младите офатени со истражувањето сметаат дека можностите за нив ќе се зголемат со остварување на оваа цел. Истовремено, други показатели од оваа истражување укажуваат на фактот дека тие, младите, не се доволно вклучени во процесите поврзани со евроатлантските интеграции.
Сега е време ова да се промени. Да им дадеме шанса и да ги мотивираме младите, како и сите граѓани на Република Македонија. Дека нашата цел од национален интерес, членството во НАТО и Европската Унија, е цел која им припаѓа подеднакво на сите граѓани. Сите држави, пријатели на Македонија, сакаат да ја видат земјата просперитетна. Отворени се вратите за соработка со светот. Ги спроведуваме реформите од планот 369. Перспективите ни се надланка. Шансите за тие перспективи, за нови работни места за младите, за економски развој, за евроатлантска иднина се во наши раци. И сега од нас зависи. Светот и честите на Македонија за мирната разврска на политичката криза и за поставувањето на државата на демократскиот пат. Имаме подадена рака да продолжиме на патот на прогресот. Светот ја препознава Република Македонија како земја на развојот. Сите држави, пријатели, сакаат да ја видат нашата земја во друштво на стабилните, демократските и развиените држави. Земјите членки на Европската Унија и на НАТО и нашите соседи од регионот ги препознаваат позитивните и демократските реформи, инклузивните политики и политиките на отворени врати што ги практикува владата. Ја имаме потребната подршка за остварување на нашите државни евроатлантски цели, што ќе обезбедат достоинствен живот на граѓаните на Република Македонија. Испративме силна порака за искрена политичка волја за градење добрососедски односи и затварање на сите прашања што стојат како пречка за унапредување на односите. Обединетите нации се форумот за решавање на дел од овие прашања, но ангажманот мора да дојде и од самите држави кои се засегнати од предизвиците. Сметам, лично јас, дека сме на одличен пат. Испративме порака дека силно сме посветени на изградба на едно општество, дека се обединивме околу заеднички вредности на демократијата, човековите права, слободните медиуми, независното судство. Денеска Република Македонија стабилно и енергично чекори напред. Убедени сме дека Република Македонија ги заслужува евроатлантските перспективи. Над 75% од сите наши граѓани посакуваат членство во Европската Унија и НАТО. Владата, со поддршка од граѓаните и од нашите меѓународни партнери, го трасира патот на нашата држава кон НАТО. Република Македонија секогаш ќе дава позитивен придонес во секој вид на иницијативи кои ќе донесат поширока и подобра соработка во регионот. Колку повеќе се среќаваме и зборуваме, толку повеќе се ослободуваме од предрасудите едни спрема други. Владата на Република Македонија искрено се обидува да создаде услови за градење национален консензус со сите клучни и одлучувачки политички субјекти, со претседателот на државата и со опозицијата за забразување на нашата интеграција во НАТО. Воедно, посветени сме на наоѓање на начини да се надмине проблемот што го има Република Грција со името на нашата држава. Веруваме дека тоа е можно преку инклузивен пристап дома и со градење на позитивна атмосфера на добрососедство и соработка со Република Грција. Имаме и пријатели околу нас кои што сакат искрено да ни помогнат. Оттаму, со право очекуваме Република Македонија да биде следната земја членка на Алијансата, а во текот на првата половина на идната година да добиеме и покана за отпочнување на преговорите со Европската Унија. Работиме фокусирано на таа цел, со граѓаните и за нив, особено за младите. Благодарам.